Дневник на К3, добро вечер. 30 на млади од североисточниот регион учествуваа на дводневната обука за човекови права и заштита на правата што се одржува во рамките на проектот Граѓанско учество во рурални средини. На последната од серијалот на обуки младите се обучуваа за препознавање на човековите права во локалните заедници. 30 на млади од рурални средини од општините од североистокот учествуваат на дводневна обука која започна денеска во Куманово во рамки на проектот Граѓанско учество во рурални средини. Обуката има за цел да поттикне граѓански активизам меѓу младите од руралните средини, да ги зајакне персоналните вештини и капацитети, поголема информираност за формите за непосредно учество при креирање политики и решавање на одредени проблеми значајни за заедницата на локално ниво. Проектот е поддржан од USAID, го спроведуваат Норгесвел од Крива Паланка со партнерските организации Бујрум, Глас на селото од Куманово и Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Денеска одржуваме последната од трите обуки организирани од овој проект. Проектот е Граѓанско учество во рурални средини, се работи на различни теми од општа култура и тоа бизнис сектор, локална самоуправа, децентрализација, екологија и така натаму. Претходните две обуки поминаа повеќе од очекувани резултати со тоа што се појави голем интерес кај учесниците и иако имавме предвидено помал број на учесници, се појавија многу повеќе. Ова е последната обука. Имаме и на ова обука поголем број на учесници од предвидени. Учесниците се пријавуваа онлайн преку формулар на нашата веб страна, а исто така и ги информиравме во средните училишта. Учествуваа од североисточниот плански регион, значи се застапени од сите општини кои се дел од североисточниот плански регион. Борис Шарковски од Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип изјави дека идејата е да се информираат младите за законските права и обврски на граѓаните. Денеска дел од оваа обука е основните човекови права, за младите малку да се информираат околу тоа кои се нивните права, како да ги заштитат кога се дискриминирани. Пред се почнавме тоа што е право, што е правен поредок, која е структурата на државата, поради тоа што целната група е млади кои што се претежно средношколци од 3 и 4 година, се уште немаат право на глас и добро е да ги подготвиме на некој начин околу тоа што ги очекува кога ќе влезат во светот на возрастните. Имаат некои основни познавања поради тоа што делот образованието нивно и учат околу човековите права, но ние одиме малку попредлабочено на поконкретни примери и добрата работа е што овде не се нивните професори, па тие можете да си кажат тоа на што мислат дека треба да го кажат, кога били дискриминирани, дали биле, и на тој начин малку подобро учат низ примери кои што се настојуваме да бидат повеќе позитивни отколку негативни. Проектот треба да ги даде првичните резултати на идната година и вклучува медиумско учество со телевизиски дебати и официализирана форма на барања кои ќе бидат доставени до институциите. Предлози за проекти кои се во склад на потребите на граѓаните и нивно поместување во изборната програма на ВМРО-ДПМН, а потоа и нивна реализација е редовен принцип на работа на партијата на власт, особено пред избори. Денеска во центарот на Крива Паланка општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН го постави штандот за идеите од граѓаните. Членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН во Крива Паланка денеска поставија импровизиран штанд пред градскиот парк, на кој сограѓаните понудија своји идеи, сугестии и предлози кои ќе бидат дел од новата изборна програма на партијата за предстојните вонредни избори закажани за 24 април. Под мотото на Македонија и треба идеја. Тимови на ВМРО-ДПМН присуствуваат и на трибини низ градовите и селата во нашата држава, на кои и директно се дебатира со граѓаните за нивните идеи. Според првиот човек на градот, Алексовски, пишувањето на програмата на партијата во дослух со граѓаните е клучот на успехот на изборите. Еве денеска во организација на Унијата на млади сили, поддржана од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Крива Паланка, караванот на Македонија треба твојата идеја продолжува, значи ние како општина, како град, како населено место имаме потреба од некои инфраструктурни проекти, од некои работи кои треба да се направат за нашиот град,
оставено е секој граѓанин да размисли. Ние не можеме се да знаеме. Луѓето е добро да ни кажат што е тоа што е инфраструктурно или што е некој проблем, дали со вработување, со било што, на било која тема да ни дадат својата идеја. Тие идеи ќе бидат разгледани од партијата и дел од нив ќе бидат внесени во самата програма на партијата. Како што и во самиот флаери, како што е изнесено од страна на премиерот, ние не ветуваме чуда, ние ветуваме дека треба тоа да се сработи, затоа и јас ќе ги обхрабрувам и граѓаните да излезат со своји идеи, да ги кажат идеите, да ги кажат проблемите за кои мислат дека треба да ги направиме, за кои мислат дека се од витално значење за општината, за кои мислат дека се од витално значење за нивната населба или нешто слично, за да влезат во идеите. Ова е добро, затоа што верувајте, она што ќе влезе во програмата на партијата, тоа ќе биде реализирано. Претеничката во собранието на Македонија од градот Слаѓана Митовска, како и председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Крива Паланка Борче Стојчевски благодарни за тоа што голем број граѓани денеска пред штандот дадоа своји идеи за подобрување на иднината на граѓаните и на државата. Има предлози за подобрување на социјално-економската состојба во областа на земјоделието, за подобрување на животот на младите, за животната средина и слично. Верувам дека ова е еден од клучните работи кои што носат успех на нашата партија, затоа што ние сме постојано во контакт со граѓаните и разговараме за нивните проекти и секако ја спроведуваме оваа акција веќе со години наназад. Значи ова не е нешто ново и не е прв пат. Со години наназад веќе прибираме идеи од страна на граѓаните, врз основа на нивните предлози и идеи, одржаните проекти се вклучуваат секогаш во предизборната програма на ВМРО ДПМНЕ. Дека и секој пат ВМРО ДПМНЕ од 2006-2005 изборите излегува со програма. Програмата не ја пишува ВМРО ДПМНЕ и нашите министри, нашата влада на Република Македонија во кабинет. Значи програмата се пишува со собирање на идеи низ целокупната територија на Република Македонија, што и ние сме еден дел од тие идеи што ги даваме. Значи во програмата за парламентарните избори ВМРО ДПМНЕ излегува со идеи, идеите од Крива Паланка што ќе бидат предложени, кои ќе бидат издржливи проекти и програми што ќе бидат издржани, ќе влезат во програмата на ВМРО ДПМНЕ. Со тоа ВМРО ДПМНЕ ќе излезе и со програма, која програма ќе биде испечатена, поделена до граѓаните и граѓаните, самите граѓани може да се препознаат својата идеја во програмата која ќе биде вклучена за општина Крива Паланка. Кривопаланчани го поздравуваат и му веруваат на овој принцип на работа на владеачката партија, бидејќи, како што велат, многу од нивните претходни идеи и предлози веќе станале реалност во градот. Добра е оваа идеја, треба да се прашуваат и да се слушаат граѓаните. А до сегашната пракса потврдила дека значи сите проекти што граѓаните ги посакале од владата до сега биле остварени. Константно значи има секаде да се подобрува работата, но и до сегашната работа е доста успешна. Ова што се однесува за програмата, мислам дека е една убава работа, да се соберат мислењата од граѓаните. Еве имам еден голем предлог, ако може овој наш площад да се реновира, бидејќи повеќе од 30-40 години како е правен уште од социјализмот. Јас мислам дека од она што го гледаме досега, од оние ветувања што премиерот ги даваше на другите граѓани по другите општини, 90% вака по моја процена не реализирано. Се надам дека и овде во Крива Паланка, иако сме погранична општина, треба да се направи нешто за овој. Своите идеи граѓаните ќе може да ги доставуваат и до крајот на декември, лично или по електронски пат, со што истите ќе бидат разгледани, а најдобрите од нив ќе влезат во предстојната изборна програма на партијата, како проекти за реализирање. Жителите од Николски пат подолг период одат по канализацијска вода од која постојано се шири и непријатна мирисба. Тие потпишале петиција и ја доставиле до надлежните органи со цел барање овој проблем да се реши. Жителите од населбата Карпош, поточно од Николски пат, подолг временски период се соочуваат со проблем кој го загрозува нивниот живот. Секојдневно одат по канализацијска вода која постојано тече низ главната улица и од која се шири многу непријатна миризба. Тие неколку пати досега се обратиле до јавното претпријатие Водовод и канализација, но нивниот проблем се уште не е решен. Тие потпишале петиција и ја доставиле до надлежните. Има проблем што нон-стоп се врши истек на канализација тече. Шахтите се препуни. Колку време е тоа? Тоа има 2 месеца што е без прекид. Ќе дојдат екипат. Од екипа баравме
Ќе дојдат, ќе видат и се заменат. Пред месец дена ископаа цел канал, улица упропастија ја ископаа, стоеше месец дена така. Ископана, затрпа, прва дожд што падна, одма се изли каналот. Цел пути тој што имаше асфалт е малко и тој препастија. Петиција подпишамо свите, još има да се подпишува цела населба. Да. Ќе блокирамо путишта, ќе идемо надале инспекција, еве телевизија, значи тој све. Овој стварно мене ми е пред куќу, смрди, деца, порно ни беше без канал. Јаме имаш, па знаеш, изчистиш јаму и нема да ти смрди. А са канал има и јас сам дужна да на целу населбу смртљаци да трпимо ми овдека неколку дела од овдек посебно до мост. А плюс па деца, на сви деца што поминуев, па тоа е просто. У 21 век живеемо. Тако е ли? Директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација вели дека е запознаен со овој проблем, но додава дека станува збор за канализација каде јавното претпријатие нема направено технички прием и нема никаква техничка документација. Во интерес на граѓаните, 2 пати имаме интервенирано тамо, дел од самата канализација е опфатена со проектот за ревитализација на канализациона мрежа на општина Куманово кој што ќе стартува од 15 декември. Целата линија од околу 200 метри ЈП Водовод, значи во сегашна финансиска можност не е во можност да интервенира. Значи интервенираме парцијално за да им излеземе во пресрет на граѓаните. Се надевам дека после 15 декември ќе има едно конкретно решавање на проблемот на целиот потек. Сега значи реагираме по основ на повик од граѓаните, ама проблемот очигледно дека ако еднаш изчистиме, веќе за 3 до 4 дена повторно се соочуваме со ист проблем. Значи, не е изведена самата канализација согласно градежна книга, согласно значи, начин на работа кој што треба да биде законски. И затоа граѓаните тој потек таму се соочуваат со овој проблем. Значи, интервенираме на лице место, се надеваме дека ќе најдеме едно комплексно решение за цел тој проблем. Ова е само парцијално решение, што моментално го правиме. Надлежните екипи ќе излезат на терен и се надеваат дека во најбрз можен рок проблемот со канализацијската вода ќе биде решен. Од поднесените 3612 барања до Оделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина од Крива Паланка, досега се легализирани 563 бесправно изградени објекти, околу 900 предмети се обработуваат, додека некомплетирани се 2121 барања, за кои недостасува геодетски елаборат. Според Законот за бесправно изградени објекти, барања за легализација на истите се поднесуваа од март 2011 до септември истата година. До Оделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина од Крива Паланка, во овој период биле поднесени вкупно 3612 барања за постапување со бесправно изградени објекти, од кои 13 се повлечени од страна на странките, 563 барања се решени позитивно, 21 барање негативно, а останатите се или во фаза на обработка или пак недостасува некој од потребните прилози, за да по комплетирањето бидат разгледувани. Од тие 3612 барања до денеска 13 барања се повлечени од странките од било која причина. 563 барања се решени позитивно, 21 барање е решено негативно, односно одбиени се барањата со негативно решение. Понатаму 894 предмети се во обработка, значи комплетирани се и во моментот се обработуваат, пред се води постапка согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, се издава урбаничка согласност, увиди на лице место или решение, па потоа решението да стане правосилно, значи се води таа постапка и за 2121 барање се уште не е комплетен прилогот. Раководителот на Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина во општина Крива Паланка, Добривој Николовски, додава дека во повеќе од 90 од 100 од барањата како прилог недостасува геодетски елаборат кој е неопходен. Рокот за доставување на елаборати истекува на 31 декември годинава, а најавени се измени во Законот за бесправно изградени објекти, според кој најверојатно овој рок ќе биде продолжен. Што се однесува до геодетските елаборати што беше поставено прашањето, овие геодетски елаборати имаше рок до минатата година да бидат доставени од страна на одбирателите, меѓутоа се направи една анализа, се увиде дека геодетските куќи не можат да постигнат, тоа е голем товар за нив, многу работа има,
не може да постигнат да ги изготват, да ги спремат. Рокот се продолжи до крајот на 2015 година, значи се уште тој рок важи, до крајот на 2015 година треба да бидат доставени геодетските елаборати, со една напомена дека сега има најава се изменува законот за постапување со бесправно изградени објекти. Овие измени се поминати на владата на Република Македонија, не се поминати во парламентот, значи законот не е донесен, меѓутоа е во процедура на донесување, се очекува негово донесување. Со овој закон, сега што пак измени што се прават на законот за постапување со бесправно изградени објекти, се пролонгира пак, ќе се пролонгира, ако се донесе законот, значи се е условно да не сватат граѓаните дека готово завршено е, да си го почитуваат овој рок, се уште не е излезен законот, дури не помине на парламент, дури не се донесе, дури не излезе во службен вестник, ние не можеме да постапуваме другачие. Николовски апелира до граѓаните дека до донесување на какви било измени во законот, важи да се запази рокот. До крајот на оваа календарска година да се достават геодетските елаборати. Во Кумановскиот театар денеска се одржа помен за директорот на Националната установа Центар за култура Роберт Павлевски. На поменот присуствуваат членови на семејството, роднини, пријатели, сопартисци, граѓани на Куманово и соработници. Павлевски последниве 9 години работеше како директор на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Во Кумановскиот театар денеска се одржа помен за директорот на Центарот за култура Трајко Прокопиев Роберт Павлевски. На поменот присуствуваат членови на семејството, роднини, пријатели, сопартици, граѓани на Куманово, соработници. Павлевски последниве 9 години работеше како директор на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Пред присутните беше прочитана биографијата за Павловски, а му беше дадена и должна почит со едноминутно молчење. Беше прочитана и порака од членовите на семејството на починатиот. Пред присутните говореше виде директорот на Центарот за култура Сашо Костовски, кој рече дека Павлевски бил човек со краток, но содржаен живот, исполнет со добри дела. Никогаш не почувствувавме пристрасност во одлуките, не почувствувавме нечестност и неправда. Има смисла за мотивирање на луѓето. Има смисла за современоста и новите трендови во програмите што ги креираше. Има способност да ги насочува активностите на сите вработени кон остварување на поставената цел на институцијата. Практичен, а не само теоретски директор. За секого во секоја прилика знаеше да најде по некој убав збор. Во Кумановскиот театар се обрати и директорот на Центарот за култура Марко Цепенков од Прилеп, кој истакна дека Павлевски го очекувал третиот мандат како директор по успешната организација и работа во последните 2 мандати. Сега очекуваше третиот мандат. И требаше да го види, кој го заслужуваше. Значи, сите, и јас го очекувам за така, за да се продолжиме со соработката која имавме овие изминати наскоро 9 години. И неизмерно жал, затоа што се прекина нешто кој имаше континуитет во сите сфери на нашето делување. Од името на пријателите зборуваше Бране Петрушевски, кој рече дека Павлевски ги напуштил ненадејно и оставил зад себе длабока празнина. Штом го запознаете Роби, веднаш ви го привлекува вниманието и ви освојува со својот интелект, знаење и човечките квалитети, исполнети со љубов кон Бога, својот народ и татковината. Неговиот младешки дух и нескотрива природа ги внешуваше во секојдневното работење. Институцијата со која раководеше и во која ги остави неубавите години од својот живот, ја подигна на едно високо и завидно професионално ниво. Беше препознат во градот и по театарскиот фестивал Денови на комедија, кој во негово време доживеа своевидна ренесанса, не дозволувајќи никаква утка во организацијата или во изборот на представите. Во име на сопартиците говореше Филип Филиповски, кој истакна дека Павлевски бил патриот, професионалец, а со неговото заминување загубија општеството, градот, блиските и пријателите. Беше и остана разборит човек, верен пријател, соработник, сопартиец, кој на луѓето им немаше самодоверно, прав човек на зборови, но и на дела. Судбината за жал сакаше и последната вечер од твојот живот да го помине со твоите браќа и сестри сопартици. Павлевски загина во сообраќајната несреќа која се случи минатата сабота на 28 ноември.
Хуманитарната организација Крепост донираше за 7 сиромашни семејства храна, облека на тешко болните, невработени и социјални случаи. Хуманитарната организација Крепост неодамна донираше за 7 сиромашни семејства храна, облека на тешко болни, невработени и социјални случаи. Хуманоста продолжува и со нови хумани дела за престојните новогодишни и божични празници. Планирана е поголема донација со собирање на парични средства преку чланарина, донација од фирми во кои ќе бидат обезбедени пакети со лекови, храна и дрво за огрев. Последната акција беше пред неколку дена. Помогнавме на 7 социјално загрозени семејства кои што се во тешка социјална положба, вклучувајќи тука и се работно неспособни заради наразлични болести и слично. Во пресрет на новогодишните и божичните празници планираме да направиме една можеби досега најголема донација со помош на сите жители на општина Куманово. Значи се собираат парични средства во нашиот скромен буџет преку чланарина, донација, некои фирми од Куманово, така поголеми кои сака да бидат дел од нас, за да направиме како новогодишни, така и божични пакети за овие семејства преку храна, облека, лекови и ако обезбедиме и доволно парични средства и по некој кубик дрва за огрев. Од Крепост апелираат да ја разбудиме хуманоста во себе, да измамиме една насмевка и да подариме помош на оние на кои им е најпотребна. На нашата Facebook страница може да видат сите жители на општина Куманово како се трошат тие парични средства и зашто се наменети. Така да секој што може да одвои од минимална донација од 100 денари па нагоре може да не побара било кој од нашите членови, да ни пише на нашата Facebook страница или на телефонските броеви што се таму, или да се обратни директно до вработените во Стара црква и црквата Свети Никола во Куманово, каде што ќе ги упатат до некој од нас да помогнеме еве во пресет на идните православни празници да им помогнеме и на овие семејства. Хуманитарната организација Крепост досега има изработено над 300 хуманитарни акции. Волонтерите создаваат бесценета вредност бидејќи поседуваат знаење и вештини корисни за заедницата. Да си волонтер е добро дело, му помагаш на човечеството цело, секој може да е волонтер и да биде дел од нашиот хуман волонтерски свет. Ова беа пораките упатени од волонтерите на Црвен крст по повод Светскиот ден на волонтерството. Со најразлични пороки за волонтерството напишани од самите волонтери и од граѓаните на Куманово под мотото волонтер треба да биде секој, ако не може да биде барем да се обиде, беше одбележан Светскиот ден на волонтерството. Денеска организираме еден промотивен настан каде што пишуваме пораки и ние волонтерите, но и бараме да ни напишат пораки случајните минувачи како они го сваќаат волонтерството. Ова година го одбележуваме денот под мотото волонтер треба да биде секој, ако не може да биде, барем да се обиде. Волонтирањето е една многу убава работа, се стекнуваме со нови знаења, нови искуства, нови пријатели и што е најбитно, сето тоа има многу убави спомени. Волонтерството е хумана работа, чија цел е да се помогне без мотив за каква било финансиска придобивка. Преку работата, волонтерите придонесуваат да се зголеми вклученоста на граѓаните во општествениот развој, во разрешување на најразлични потреби на граѓаните во нивните средини, велат волонтерите. Волонтер сум бидејќи сакам да помагам на други. Тоа ме прави хумана и горда. Мене ми е интересно затоа што убаво ми е да чинам хумани дела. Пред се хуманоста е на прво место, нели? Како што викаат постарите. Да си волонтер е нешто најдобро. Според мене горда сум што сум волонтер тука во Црвен крст. Светскиот ден на волонтерите е усвоен од страна на Обединетите нации во 1985 година. Во Црвениот крст во Куманово има 50 активни волонтери, додека на ниво на Република Македонија има над 2000. Владата со активни мерки им помага на работодавачите да ги пополнат слободните работни места. Државата ги покрива трошоците за ангажман на работници во определен временски период. Период во кој работодавците може да стекнат впечаток за квалитетот на работниците, се извинувам, и да извршат обуки и преквалификации со цел да ги задржат работниците во редовен работен однос. Над 7100 слободни работни места има на пазарот на труд, објави државната статистика. Најмногу 2270 има во преработувачката индустрија, над 1300 во трговијата на големо и мало, во секторот градежништво над 700, транспорт и складирање околу 500. По бројот на жители најмногу работници се бараат во Пелагонискиот регион. Ова е одлична можност работодавачите да ги искористат државните субвенции кои им се нудат преку Агенцијата за вработување, вели владиниот потпарол Ѓорѓиев. Државата ги
покрива трошоците за ангажман на работници во определен временски период во кој работодавачите може да стекнат впечаток за квалитетот на работниците и да извршат обуки и преквалификации со цел да ги задржат работниците во редовен работен однос. Меѓу поголемиот број на мерки во кои државата финансира или кофинансира вработувања се и мерките за обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување, мерката за практиканство, обуките за дефицитарни занимања и останати мерки, изјави Александар Ѓоргиев, потпарол на владата. За мерката обука кај познат работодавач државата обезбедува 3 месеци по 6.200 денари, а во следните 6 по 19.000 денари. Обврска ќе биде да ги задржат на работа уште една година. За мерката практиканство младите првите 3 месеци ќе добиваат по 6.200 денари од државата, пошто компанијата одлучува дали да ги задржи тие лица на работа. Искуствата покажува дека по истекот на рокот најголем дел од нив, дури 65%, останувале на работа. Извозот од технолошко-индустриските зони расти и очекувањата се годината да ја завршиме над проекциите што ги направивме на почетокот од годината, оценува директорот на ТИРС Виктор Мизо. Очекуваме раст посебно поради тоа што декември е многу специфичен месец поради предновогодишните празници, особено во Западна Европа, бидејќи дел од овие компании во тој период обично не работат, а компаниите на кои тие треба да го пласираат својот производ исто така нема да работат. Но има можност овој месец да го завршиме со дополнителни над 100 милиони евра, така што ќе стигнеме до една бројка од помалку 1,5 милиарди евра извоз за целата година. Ако споредиме со минатата година кога имавме милиарда и 170 милиони, ова е далеку над проекциите и очекувањата кои ги направивме на почетокот од годинава врз основа на проекциите на компаниите. Истовремено расти разликата помеѓу увозот и извозот. Доколку лани имавме една бројка од 140 милиони, ова година таа е над 215 милиони, вели директорот на ТИРС Виктор Мизо. Тој истакнува дека неколку нови компании веќе има донесено интерни одлуки за инвестирање во Македонија, оти би имало можност до крајот на годината да бидат и официјално објавени. Осврнувајќи се на трите нови компании Монтанте, Гентерм и Левиди Агро, кои веќе ги реализираа своите инвестиции во Македонија, директорот Мизо оценува дека е добро тоа што се работи за компании кои доаѓаат од различни сектори и различни држави и оти најважно е тоа што се диспензирани низ територијата на целата држава. Канада планира да донесе закони со кои ќе се легализира и регулира употребата на марихуана, со што ќе стане првата земја од Г7 што презела таков чекор. Германија нема да ја дава разузнавачки информации на Турција. Генералниот секретар на Советот на Европа Јагланд изјави дека долг е патот на Косово до Советот на Европа. Вести од светот. Канада планира да донесе закони со кои ќе се легализира и регулира употребата на марихуана, со што ќе стане првата земја од Г7 што презела таков чекор. Генералниот гувернер на Канада Дейвид Џонстон одржа говор пред парламентот во која најави агендата на новата либерална влада, соопшти американските медиуми. Тој потврди дека премиерот Џастин Трудо планира да ја легализира употребата на марихуаната за рекреативни цели, но истовремено и да го ограничи пристапот до неа. Тој вети значителни нови инвестиции во инфраструктурата за да биде засилена економијата на Канада, која е во стагнација. Канада ќе стави цена на еглеродниот диоксид и ќе го намали загадувањето предизвикано од овој стакленички газ, одговорен за глобалното затоплување. Паралелно со информациите за можната координација со сириската армија под контрола на председателот Башар ал-Асад и отфрлање на можноста да соработува со Русија, германските медиуми пренесуваат вести според кои Германија не планира да разменува разузнавачки информации со Турција за време на својата мисија против исламската држава во Сирија и Ирак. Според весникот Шпигел, германската влада преземала мерки според кои Турција не смее да добива разузнавачки информации прибрани од германските изведувачки авиони кои што ќе летаат на Сирија и Ирак. И покрај тоа што германските авиони ќе оперираат од базата Иџерлик во Јужна Турција, а Турција е членка на НАТО, официјален Берлин планира да не ги дели своите информации со Анкара. Генералниот секретар на Советот на Европа, Торбјон Јагланд, изјави дека Косово се уште не поднело барање за членство во таа паневропска организација и нагласи дека Советот на Европа нема да направи ништо со што би го загрозило дијалогот меѓу Белград и Приштина. Барање за полноправно членство на Косово во Советот на Европа се уште не стасило во Страсбур. Доколку тие се одлучат на ваков чекор, ќе го решаваме согласно процедурата и правилата на Советот на Европа. Дотогаш продолжуваме да се придржуваме до резолуцијата 1244 на Обединетите нации за статусната неутралност на
Кошаркарите на Михајловски по неочекуваниот пораз во дуелот со Карпош Соколи на домашен терен утре и гостуваат на екипата на Црн Дрим во Струга. Овој надпревар е важен за кумановци затоа што со победа ќе се приклучат на врвот во надпреварувањето. Иако клубот е оптоварен со огромни финансиски проблеми, владе оптимизам дека оваа млада и талентирана екипа ќе успее да слави во Струга. Младите кошаркари пак на Михајловски во рамки на Младинската лига доживеа пораз од Скупи со 77-52. Во спортската сала во Куманово гостите од Скопје беа многу подобар противник и на крајот славеа заслужена победа. Поразот беше очекуван со оглед на фактот што членовите на Михајловски се за 2 до 3 години помлади од своите врсници од Скопје. Гостите во такви околности беа подобри, физички посилни и заслужено стварија победа. Во првиот дел Скуп имаше постојано водство, кое во еден момент изнесуваше 25 кошеви разлика. Во вториот дел домаќинот се тргна и успеа со серија поени на најефикасниот играч на мечот Никола Стефановски да намали не само 12 поени, но тоа беше се што направија домаќините на овој напревар. Гостинскиот тренер Мифтари е задоволен од победата, а воедно истекна дека оваа млада екипа на Михајловски е голема перспектива за кумановската кошарка. Господин Мифтари, видовме еден денески интересен напревар, сепак вашата екипа беше подобра и заслужено ставеше победа. Еве да направиме една кратка оценка за овој начин. Па мислам дека имаме малце поискусна екипа, иако помлади кошаркари на екипата од Михајловски, мислам дека се добра перспектива и мислам дека е иднина на кошарката во Македонија, затоа што знаеме оддавна дека Куманово има најголема традиција од сите други градови, така да мислам дека успешно продолжуваат со работа со млади категории и таленти, така да секогаш било и ќе биде расадник на млади и добри играчи. Како се планувате на вашата екипа до крајот на сезоната? Па ние сакаме да бидеме во плейоф, да влеземе, значи ни треба уште една победа, па ќе бидеме сигурни во плейоф, така да ако иде се поред, мислам дека ќе го искористиме тоа да влеземе во плейоф. Најефикасниот актер на мечот Никола Стефановски со 31 поен со свое видување за напреварот. Никола, сепак на крајот екипата на Михајловски загуби, меѓутоа прикажувате добра игра особено во второто полувреме. Според тебе што го реши овој напревар? Овој напревар го реши поискусни, повисоки се, многу подобри предиспозиции имаат под кош. Јас сум задоволен од мојата игра, но моите соиграчи беа малку не беа сконцентрирани на овој напревар. Што може да очекуваме до крајот на есенскиот дел во првенството? Па не можеме многу да очекуваме, затоа што ние сме најмлада екипа во М18, поради два играчи играме М18, ние треба да играме М16. Ракометарките на Куманово во деветото коло од Суперлигата го пречекуваат тимот на Овче поле од Свети Николе. Избраничките на Јосимовски според најавите ќе атакуваат на нова победа која ќе ги зацврсти на третото место на табелата. Здравствениот билтен на тимот е одличен, што е предуслов за остварување на зацртаната победа. Средбата Куманово Овче поле ќе се одигра во салата на основното училиште Христијан Карпош со почеток од 16:30. Во вестите од меѓународната спортска сцена за денеска издвоивме. Еден од клучните фудбалери на Челси, Џон Тери, според последните информации од островот би можел на крајот на сезоната да го напушти клубот. Тренерот на Манчестер Юнајтед Луис Ван Гал поради нерешените односи помеѓу некои фудбалери во неговата екипа е на пат да биде сменет од тренерската функција. Столбот во одбраната на Челси, Џон Тери, според последните најави би можел на крајот на сезоната да се пресели во САД. Искусниот Тери, кој има 34 години, изјавил доколку не го продолжи договорот со Челси, нема да се преселува во друг клуб во Англија, односно следната дестинација ќе биде Америка. Исти вакви најави имаше и мината сезона, но тогаш Мориньо бараше тој да остане во екипата со нов едногодишен договор. Сепак шансите Тери да остане понатаму во Челси се минимални, бидејќи управата со новата политика на клубот не препорачува фудбалери постари од 30 години. Менаџерот на Манчестер Юнајтед Луис Ван Гал изјави дека е подготвен да замени од екипата доколку не се подобрат односите меѓу фудбалерите во неговата екипа. Холанѓанецот пристигна на клупата во 2014 година, меѓутоа во изминатиот период дел од фудбалерите не беа задоволни од неговиот начин на работа. Англиските медиуми веќе шпекулираат дека челниците на Юнајтед веќе размислуваат за нов тренер, а начесто се споменува името на Карло Анчелоти.
Во оваа сезона Юнајтед е во врвот на премиер лигата, додека во лигата на шампионите нема сигурен пласман во наредната фаза. Времето во Македонија сончево со мала до умерена локална облачност, а во попладневните часови поделни котлини и речни долини ќе има појава на магла и ниска облачност. Во наредниот период ќе продолжи стабилно и суво време со релативно високи дневни температури. Благодарам на вниманието. Останете со програмата на К3.